Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во ново издание на Аргумента Плюс. Вечерва ни гостува академик Владо Камбовски, од чишто кабинет ја реализираме оваа емисија. Академик Камбовски, благодарам што ја прифативте поканата и што сте вечерва наш гост. Да, благодарам исто на поканата. Академик Камбовски, овој интервју го реализираме во време кога дел од вработените во МАНУ се на штрајк. На што се должи тоа и до каде се работите? Дали може да се излезе во пресред на нивните барања? Видите, за прв пат од основањето на академијата дојде до една ваква ситуација. И тоа некако по природата на работите, веројатно и мораше да дојде во ваква ситуација кога имате стек на околности кои одредена категорија на вработени во научните институции воопшто, па и воопшто на научно-истражувачкиот кадар, па и на професорите на високообразовните институции е влошена со од една страна неконзистентни законски решенија, од друга страна со намалување на средствата што се вложуваат во високото образование и науката и така натаму, празнени во законите, неуредување на целата ова материјална состојба, статус на вработените со колективни договори, со закони. Потоа, внесување на целата таа категорија на вработени во јавните научни и образовни институции во категоријата на даватели на јавни услуги, што се компарира заедно со државната администрација и така натаму. Редица фактори придонесоа за тоа, навистина, платите на тие луѓе да бидат дури некои под минималната плата во државата. Под 18.000 денари. Да, под 18.000, потоа од научните соработници кои ги имаме во центрите до вработените во секретаријатот, да имаат споредбено со други, дури државни институции, пониски плати и слично. Сега, затоа бараме едно решение кое е доста комплексно и бара измени во законот за Македонската академија, кој е специјален закон и ја уредува посебно и материјата на плати и работни односи во академијата како највисока научна и уметничка институција од посебен интерес за Републиката и преку колективните договори кои стануваат ефективно сега и потребно средство за уредување на одделните прашања. Колективен договор за општ колективен договор за високото образование е склучен 21 година, меѓутоа сега да речеме Универзитетот Свети Кирил и Методи склучи таков посебен договор. Тоа значи дека ќе помине и време додека се исполнат барањата. Па јас се надевам дека брзо реакција ќе имаме во однос на измената на законот од страна на владата и собранието и ќе ги свати овие аргументирани барања. И од друга страна дека исто ќе имаме брза една процедура на подготвување на таков колективен договор. И ќе ние треба да имаме колективен договор со основачот, а наш основач е собранието на Република Северна Македонија. Така. Академик Камбовски, како ја оценувате политичката клима во државава, еве во контекст на македонско-бугарските односи, реториката е изострена во последниот период, па тоа сето придонесе и за изострување на односите. Вие бевте председател на академијата во еден период кога некако дојде до доближување, барем во тој научно образовен истражувачки дел и работевте условно речено на приближување на двете земји. Да. Каде се изгубивме на тој пат? Па видите, општата политичка клима се разбира кај нас е лоша, затоа што ние уште од 2015 година па извештајот на Прибе до денес не достигнавме едно рамниште така на стабилизација на клучните институции во државата, од политичките партии, меѓупартискиот диалог. Тоа се одрази врз собранието кое е повеќе закочено во својата работа и воопшто во донесувањето на значајни закони во таа област, па и спроведувањето на политиките. Еве да го земеме само последниот случај на двонеделно трајање на поставката за промена на министри во владата, да кажеме. Што не сме да трае толку долго, односно не сме да има никаков прекин. И третата недела фати. Да. Односно,
министерот кој е разрешен мора да остане на функција до моментот додека на неговото столче не седне нов министер. Попаднавме во една ситуација да имаме министерство без министер и без заменик на министер. Знаете, тоа се некои ситуации кои треба да се државата да се ги надмине, за да имаме ефективна работа и на собранието и на извршната власт. А за проблемите на судството ќе зборувам малку подоцна, кои се пак клучни. И ако извршиме навистина зафати вистински во областа на судството, токму тоа може многу да придонесе за стабилизација и на вкупната политичка ситуација. Инаку во однос на односите што ги имавме со Бугарската академија, тие се заснуваа врз еден ваков постулат, дека науката, под услов да е ослободена од политички влијанија, да не е инструментализирана, е најдобар пат или мост преку кој може да се помине во разгледувањето, во соочувањето, па надминувањето некаде на сложени теми. Дали сметате дека сега е инструментализирана науката? Па, видите, од наша страна таа, јас гарантирам дека не е инструментализирана и задржа еден нужен критично ниво, да речеме, во односи на постапувањето на политиката и слично. Но, за жал, изгледа дека на другата страна дојде до една таква засилен притисок на политиката врз науката, која некако како да се подчини на химерите, на големодржавните идеи и така натаму, врз кои сега таму во Бугарија се градат и политички платформи, па во таа нивна долгогодишна внатрешна борба за парламентарна конституционализација и избори се најде како погодно средство за влечење на корист на одделни политички партии. Во секој случај прекинати ни се односите со Бугарската академија кои беа коректни. Например, ние без никаков проблем издававме заеднички изданија на македонски и бугарски јазик. Изданија на кои пишуваше превод од бугарски или превод од македонски јазик. Денеска се случува, да речеме, вчера го чув тој податок да културниот центар да реагира, Бугарскиот културен центар, за жал, ме жалам за таквите состојби, да реагира на преводот една книга на еден познат писател бугарски кај нас, на македонски. Па зошто е напишано превод од македонски, треба биде сообразување на македонски. Во смисла, видите, тоа се занеси на луѓе за кои утре самите ќе се може би срамат. Срамат и затоа што видите, не можете да негирате постоење на еден јазик кој е стабилизиран, кој е кодифициран, кој е применуван и во меѓународна комуникација цели од 45-та година, значи 80 години и така натаму, кој е деклариран, кој е впишан во Обединетите нации, сега после изјавите за почетокот на преговорите и во европската вокабуларот на Европската унија со која се комуницира на тој јазик, со приказки за дијалекти и слично. Тоа прашање дури и самите бугари еден ден ќе признаат дека име ова е расчистено уште од дамна, уште од времето кога се делиле на Балканот јазиците, кога се формирале, кодифицирале јазиците и кога строиле разни идеи за заеднички јазик и така натаму, се до 80-тите години од минатиот век, Бугарија го кодифицира својот бугарски јазик. И тогаш врвните бугарски слависти рекоја, тука направивме грешка што таа кодификација не го зафати овој за нив западното наречено, односно не ги зафати македонските говори. А тие токму македонски говори, потоа Крстен Мисирков врз нив ја формира концепцијата на македонскиот литературен јазик за македонски. Да, зборот ми е, значи има доста такви заблуди што постојат и ти извршија Сан Стефано, да речеме, славењето на Сан Стефано и така. Извршија притисок врз науката на таа страна, која за жал го сврте своето внимание така како на
еднонасочно гледање на историјските факти. Предпоставувам дека низ работниот век сте создали и лични пријателства со некои од Знаете академиците од БАН. Што Да. велат тие за целава ситуација? Дали едноставно па не сакаат да коментираат? Видите, нашата идеја, нашиот став беше следниот. Има многу работи за кои ние од научен аспект се разликуваме и ќе се разликуваме. Во науката не можете да барате апсолутно поклопување или единство на погледите. Речиси, нема наука во која за одделно прашање нема различни научни пристапи. И благодарејќи на тоа што во науката се конфронтираат пристапите на одделните научни подрачја, гранки, поединци, и науките напредуваат. Иначе би застанале на едно место, ќе прогласат апсолутни вистини и е завршена работата. Во личните контакти беа секојаш коректни. И ако некаде дојдеше до таков, да речем, спор, условно речено, завршува на следниот начин. Слушајте, тој јазик е македонски јазик, кој ние сме го учеле од нашите предци и по нашите школи, а вие може да го сметате за бугарски. Тоа е ваш проблем. Треба да најдете на вистина аргументи за да го објасните тоа зошто го сметате за бугарски. За такво. Ако реалноста ги демантирала сите тие аргументи, затоа што реалноста е создавање на кодифициран македонски литературен јазик кој не настанал од небо, не паднал од небо. Ништо не настанува од ништо. Во секој случај треба да продолжат таквите расправи. Зошто? Затоа што кога ќе седнете очи во очи, луѓето се однесуваат поинаку. Сепак, не можат во очи да ве гледаат и да ви кажат, ама тоа не е така, тука е вака, ако фактите се сосема поинакви. Значи преферирате диалогот да продолжи, ако слушаме овде кај нас дека диалог треба да се прекине и работата на овие комисиите, мешовити се. Тоа токму оди во прилог на оние што сакаат да ја блокираат Македонија на патот. На бугарска страна, мислам, во нивни прилог да ја блокираат, да најдат изговор за така, бидејќи имаше и такви предлози се слушна во општеството да прекине работата на мешовитата комисија за заеднички образовни програми и историски прашања. Академик Камбовски, сега во една таква констелација на односите, на една изоштрена реторика и политички, би рекол, искричења меѓу двете држави, кај нас овде почнува некако да се завртува тркалото за тие уставни измени во кои што треба да влезат и бугарите. А каква перспектива предвидувате во тој дел во контекст на ова што сега го имаме? За жал дојде до создавање на една многу лоша политичка клима. По мене, според мене, добро обмислена за да се отежне она што беше најбеневолентно поставен предлог или идеја и дури околу прашањето за внесување на бугарската заедница, луѓе кои се чувствуваат како бугари, кои се изјасниле како бугари, околу 3.500 пописот. Во Уставот веќе ние имаме најлиберален и најдемократски устав. Може би да го споредиме со хрватскиот, кој во својата преамбула или во Уставот ги внесува, мислам, 20 заедници, етнички заедници. И затоа што тоа го сметаме за прилог кон рамноправноста, кон почитувањето на човековите слободи и права и нивната еднаквост. Според тоа, не само оние заедници кои се веќе во преамбулата, туку и од порано имаме ние предлози за внесување на црногорската заедница во Уставот, на хрватската, хрватите, така, египтјаните, бугарите и така натаму. Се е тоа всушност едно уште избогатување на ова мултикултурниот карактер на македонското општество. Тоа, меѓутоа, внесување, знаете, оди паралелно со почитувањето на правата, паралелно со јакнење на нешто што се вика уставен патриотизам. Сите тие припадници на сите заедници, се разбира и на македонскиот народ, како најголема заедница, се должни да го почитуваат уставите и законите на републиката. Тие се државјани на оваа република и за нив важат законите на оваа. Што се направи? Се почна со провокации, со имињата на клубовите, со парадирање на високи пратеници,
кој одеднаш дојде тука да проповеда дека македонскиот народ не постои или дека пред бугарскиот народ, дека програмата на тие центри ќе била ширење на бугарштината. Тоа не е само од политички аспект, знаете, проблематично, туку од законски аспект. Никој во Македонија не смее да шири пропаганди, да действува против другите. Он може, секој има право да ја афирмира својата национална припадност, да ја представи, да ја збогатува и така. Но не смее да го негира еднаквото право на другиот, да му го негира, омаловажува и така натаму во однос на овој неговото чувство, ако сакате, на поинаква од неговата национална припадност. И ја од тука замерам што државните институции тука не преземуваат поригорозни чекори, законски во однос на таквите истаки. Имате кривично дело предизвикување на национална нетрпеливост, расна и друга нетрпеливост. Ако вам ви реагираат граѓаните во однос со одреден клуб, дека тоа предизвикува кај нив чувства на загрозеност, на негирање и така натаму, тогаш очигледно е тоа проблематична некоја постапка која има законска процедура како треба да се Така се прави сега нешто во тој дел, нели, со измените на законот за именување така на здруженија и без измени на тој закон можеше тоа да се направи. Да речеме, таму имавме во Битола конкретно реагирање од страна на еврејската заедница, па и покрената постапка пред судот за забрана. На едно лице кое бил соработник на Хитлер. И живеел во време на војната и соработувал со таму и бил подготвуван тука да... Значи, нас нели требаше нов закон или измени на постојниот закон за да може да се реагира постојниот закон што ги има. Тоа, мислам, со таков пристап ќе ве разбере цел свет. Дека вие одите по патот на законот и одбрана на она начело што реков дека секој овде во државата мора да ги почитува уставот и законите на државата. Истото тоа во однос на високи представници на било кого. Не може и било кој од нас да оди во Бугарија и таму да им држи проповед дека вие не сте бугари, сте нешто сосема друго и така. Или дека сте сите македонци. Сметате дека реакцијата на државните органи требаше да биде поконкретна, така и поостра, онака како што налага законот? Остра, не зборувам остра. Во согласност со законот. Доследна примена на законите. Ето, видите, сите тие околности, па и пропусти, создадоа една клима во која сега имате расположение против уставни промени. И ќе испадне сега, ако започне таа процедура, дека сега се прави некое насилство врз општото. Треба затоа таа стиша да се спушти на нормални граници. Сметате сега дека не е баш атмосфера и амбиент за сигурно туркање на овој процес со разговара со уставните високите и бугарски представници дека тоа е недозволено. Има и некои елементарни и меѓународни норми кои тоа не зборувам сега само за... Не може да дојде подпредседател или председател или висок функционер на друга држава и да шири овој омраза или овој негаторски ставови кон народот во друга држава. Тоа има и некои правила на меѓународна куртоазија, почитување на другата држава. Значи, тоа треба да се спушти за да имаме нормална атмосфера во која би можело да се просудува дали уставот ќе се отвора, меѓутоа ако уставот се отвори има и некои други прашања. Најмалку овие околу јазикот. Има други прашања, како што е, например, реформата на Уставниот суд, кој треба што побрзо да се најдат на тапет на уставни промени, за да имаме навистина едно силно тело во државата, што го немаме сега, Уставниот суд, чија што дејност е исклучително значајна, активност е значајна за закрепнување на владењето. И тој веќе е цела година, ако ништо повеќе барем работи на ивица на кворум со тој недостаток на уставни судии, кои што многу тешко и бавно тој процес оди на пополнување. Академик Камбовски, ме заинтригира она што го рековте некаде на почетокот на емисијата, дека кога ќе се решат и процесот во правосудството, стратегија подготвувате за надменување на девијациите, па ќе се малку среди работата и во политичкиот дел. Затоа што сметате дека има влијание, поврзани се тие две работи? Видите, ние затоа што ќе мора во следната фаза да се воспостави, да се надмине дисбалансот меѓу трите власти. Основното уставно начело врз кое е втемелено владењето на правото. Судската, извршната и законодавната власт.
Јакнењето на судската власт и доведување на повисоко рамниште на ефикасност, независност, самостојност се разбира ќе има и тоа како позитивни ефекти во однос на извршната власт и државната управа, а дури и во однос на собранието. Затоа што на крајот од краиштата законите што ги донесува собранието во делот на судските спорови и така натаму се еден лист хартија и нивната примена зависи од толкувањето и примената од страна на судиите. Судиите дури кои дури според постојниот закон имаат право да кажат оваа одредба нема да се примени затоа што е во спротивност со уставот. Судии кои утре треба ги подготвуваме утре да го толкуваат домашното право во духот на европското право, посебно на Европската конвенција за човековите права, па и на европското право кон кое сега се приближува македонското законодавство. Потоа ќе се воспостават инструментите на контрола над извршната власт и управата во однос на донесување на поединечните акти на управата. Она што имаме проблеми денеска. Пред нашите судови сега има над 500.000 предмети, кога наши и на овие сега овој скрининг состаноци се чудат од каде толку предмети. Тие предмети се должат на неефикасноста на државната управа, која наместо да ги решава проблемите на граѓаните, повеќе им создава проблеми. Ако имате 500.000 предмети во тоа значи дека речиси половина население виси пред судските згради. Тоа е непомливо, претпоставувам, за европските административци. Последниот пат имаше една делегација на суди и од министерство, представници на Министерството за правда во Норвешка. Кога таму им кажа колегите нивни дека решаваат само секој судија 25 до 30 предмети, а кога нашите им предочија дека еден судија кај нас решава 1200 предмети, јасно е дека тука не можете да барате некој голем квалитет на правдата и ефикасна правда во сето тоа. Така што затоа реков дека таа реформа е клучна и таа е поврзана со она што е основно барање сега по одлуката за започнување на преговори. А тоа е владење на правото, точка број 1. Без исправни институции, без институции кои се доведени, вратени во нивните уставни позиции, владата во уставно ограничената позиција на извршна власт, а не на сеопфатна власт која сака да покрие се и се што воопшто. Собранието по однос на донесување на легитимни и исправни закони, а не место за политички пазарења, пресметки и друго, и на крај ефикасно и квалитетно судство. Без тоа вие не можете натаму да го водите процесот на европски интеграции, затоа што прво при постојна состојба на институции, при ендемска корупција и друго, создавате крајно неповолна клима за бизнис заедницата, за економските активности и економскиот развој на државата. Имате правна несигурност кај граѓаните, 520.000 предмети. Еве, кога сме веќе кај предметите, дали сметате дека тоа говори за болноста на општеството, за тоа колку општеството, институциите се болни, или пак нашите граѓани едноставно имаат навика за се нешто да одат по судовите? На што се должи тоа? Не верувам дека е навика. Имаат тешкоти во остварувањето на нивните слободи и права пред кои во најголем дел треба да ги остваруваат. Пред извршното, односно пред управните органи. Второ, причина е недоволно ефикасните инструменти на финансиска дисциплина, плаќања и така натаму. Непостоење на евиденции кои не се секогаш сигурни. Секој граѓанин доаѓа до вакви секојдневни, но за граѓанинот тешки проблеми, дека одеднаш му се појавуваат сметки дека нешто не платила, тој платил, или за доцнети сметки, недоставени на време сметки. Потоа со извршители, нели, со голем број камати и со високи камати. И секој од нас е претворен во плаќач на сметки, трчање по различни шалтери и слично на тоа.
И се разбира, со тоа поврзани сега спорови и од граѓански, и од управен карактер. А кај кривичните дела веќе имаме една состојба на една така релативно стабилна, висока стапка на висока стапка на криминал, но таму се поинакви проблемите што го утоваруваат кривичното судство. Нешто ќе кажам така. Ако дојдеме Еве до за таа тоа тема. ќе дојдеме и до таа тема. Еве сега ќе фатиме бидејќи правда. работите вие на сосема нов закон, на кривичен законник, кој што Инаку кај да нас ви кажам околу оваа стратегија, само бидејќи со тоа Добро. почнаме. Таа започна се работи негде во септември, низ најинклузивен процес. Пристапот е не да се создава од горе, од владата или од Министерството за правда, туку со најактивно учество на сите сегменти на судскиот или правосудниот систем. Судиите, јавните обвинители, судскиот совет, јавно-обвинителскиот совет, адвокатите, нотарите, тие треба со своји иницијативи и предлози да излезат за тоа. Еве како тие гледаат на оваа можност да можат да излезат со своји гледања за нешто што ново се спрема, што се А вели. база за подготовка на следни чекори, затоа се вика стратегија за развој, не за реформи, се извештајот за поминатата стратегија, кој е разгледуван низ овие скрининзи и давани се препораки. Таа заврши 22 година, ова сега ќе биде 23-27 и еден проект што долго го водеше Rule of Law за владење на правото, самата Европска унија со точни назнаки во кои делови е остварено нешто од поранешната стратегија, каде треба да се насочи вниманието понатаму. И таа главно испаѓа сега дека треба да биде насочена кон зајакнување на сите овие 4 елементи: квалитетот на судството, ефикасноста, транспарентноста, одговорноста на судството и условно да речем, да ги нападне сите сегменти. Од судскиот совет до судството. Судскиот совет кој мора да стане транспарентно тело во кое практиката на ливчиња или однапред тефтерчиња и така натаму треба биде заборавена. Дури има таму предлог седниците на судскиот совет да бидат јавно пренесувани кога има расправа за избор на суди или за разрешување на суди. Сметате дека таму лежат најголемите причини за ваквата состојба во судството, во судскиот совет? Или е можеби една од кариките? Тоа е една од кариките што ги создаваше проблемите. Можеби и поради фактор што сега треба се надмене што тоа е тело кое никому не одговара. Не е предвиден никаков механизам за разрешување на суди на членови на судскиот совет од редот на судиите. Судиите ги избират членовите на собрание и потоа штама. Ако судиите не се задоволни од некој член што тие го избрале, да речеме, затоа што тој да е пристрасен или правил некои игри за избор на суди и така натаму, судиите немаат моќ да свикат ново собрание, условно да речем собрание, и да покренат иницијатива, чекајте, тој што го избравме таму, нема доволен интегритет, не си ја врши, ја злоупотребува својата функција. Но исто така е значајно да се зајакне улогата на Врховниот суд како врв на пирамидата, на судската пирамида, кој треба да добие неколку дополнително оснажени функции на следење на судската практика, самостоен судски буџет кој ќе биде остваруван во износ кој е одреден според законот, да овозможи ефикасност, работување и се што е потребно за зајакнување на институциите. Потоа, создавање на еден центар за информатика, информатички центар во Врховниот суд, посебно одделение за анализа на судската, оценување на работата на судовите и на судиите во целото судство. Значи, неколку значени, а особено во делот на донесување на општи ставови и мислења преку кои ќе ја Сметате ли дека има политичка волја за спроведување на една ваква стратегија, академик Камбовски? Таа е предпоставена со самото тоа што ние со започнувањето на преговорите сме, така условно да речам, сме подпишале таков договор, дека тоа ќе го спроведеме. Така што, дали имало или немало волја кај Сега веќе не зависи така од нечија волја. Него кој да е, тој ќе мора да го спроведе тоа. Иначе ќе ги имате последиците да ви застане процесот на интеграција со сите на тамошни консеквенции.
оддалечени. Дали може јавноста да очекува дека со имплементирање на оваа стратегија и со процесите што велите Знаете веќе што? никој нема да се прашува дали има некаква волја, едноставно тоа треба да се спроведе? Видите, идејата е да се напушти на поранешен метод на следење, некој совет за стратегија кој заседаваш еднаш на туку следењето да биде сега мониторирано од постојано една или повеќе тела оперативни кои секој, условно да рече, секој ден, секоја недела, секој месец ќе следат, бидејќи се подготвува и акционен план, што од тој акционен план е остварено или што не е остварено. Од кога очекувате да заживее и да биде во функција ставена оваа стратегија? А таа треба да биде завршена во текот на овој месец и да биде повторно ставена на, иако сите тие учествуваа институции во нејзината подготовка, на разгледување и потврда од сите тие институции, и таа стратегија усвоила владата, меѓутоа поради нејзиното значење во овој момент, дури моје мислење дека би требало да ја усвои самото собрание. И на тој начин, прифаќајќи ја како свој документ, и самото да се обврзе дека во својата програма за работа ќе ги внесе сите тие точки кои се однесуваат на работата на собранието. Например, сега има неколку клучни закони и од старата стратегија кои се блокирани во собранието. А тоа е самоволија на собранието. Та мора да ги стави на дневен ред и да расчисти со тие закони. Но најлош начин е да ги чува блокирани. Да речем, има таму еден закон за високи државни служби, службеници и така натаму, во кој е предвидена транспарентна постапка на избор и именување на високи државни функционери според мерит системот, а не според сегашниот систем на поделба според партиските заслуги на државните функционери. Тој стои во собранието веќе, не знам, може би 2 години. Па и како и оној закон за потекло на имотот, нели, што требаше да помогне во расчистување на овие, каде што има индиции за сторен сериозен криминал. Академик Камбовски, паралелно со стратегијата работевте и на измени, односно на сосема нов кривичен законник, што беше тој досега неколку пати менуван, еве повелете, кажете што ве наведе да изготвите еден Кривичниот законник е усвоен 1996 година, значи изминуваат речиси 30 години и 26-7 години. 26-7 години и менуване во некои години по 2-3 пати е дополнуван. Меѓутоа, повеќе причини сега наложија да се подготви. Прво, поради самите измени, во него имате одредби кои се натрупани на претходните одредби. Второ, во меѓувреме се донесени над 70 закони во кои се содржани одредби за кривични дела. Да речем, закон за акцизи, закон за трговија со тутун, на пример. И прво се наложи потребата од кодификација, бидејќи често пати таквите одредби кои ги внесувате во посебни закони може да колидираат со веќе постојните одредби во кривичниот законник и да создаваат проблеми во примената. Значи, првата беше потреба кодификација на целото кривично право. Втората преиспитување на постојните одредби во кривичниот законник од аспект на искуствата стекнати со примената на тие одредби. Во многу случаи, кај одделни кривични дела, потреба од дополнување. Трето, внесување на новини, иновации кои се наложени со усвојувањето, подпишувањето на меѓународни договори, како што е Истанбулската конвенција за родова еднаквост, кој пак во тој дел предизвика и доста бурни дискусии во јавноста, па беше дури дел од парцијалните измени кои се сега извршени, меѓутоа ќе бидат утре вклопени така или со некои модификации во целината на кривичниот законник. Понатаму, усогласување со европското законодавство. Низа одредби се усогласени со бројните директиви сега и регулативи на Европската Унија. Дури се внесени одделни дела кои се директно сега побарани како инкриминации од страна на Европската Унија, например злоупотреба на средствата на Европската Унија што доаѓаат во различни облици кај нас и слично. Но се насе и во општиот и во посебниот дел модернизација, унапредување на методите, средствата што ги има кривичното право за борба против криминалот, особено со новите форми на криминал
вклучувајќи го овој на висока со високи Високо позиционирани лица, така, високи државни службеници. Така што во општиот дел, да речеме, едно од клучните прашања на кое беше посебно внимание посветено беше доуредување на системот на конфискација на криминалните приноси, а тука паралелно во Законот за кривична постапка има детална разработка сега на целата таа процедура, за да нема нејасноти што дава оправдувања за различни одлуки поради кои конфискацијата практично не функционираше како ефикасно средство за борба. Инаку има механизми таа да функционира и сега во постојните нели законски решенија, меѓутоа не функционира, тоа е впечатокот и искуството. Потоа околу одговорноста, до прецизирање на одговорноста на кај правните лица. Таа одговорност ние ја воведовме некаде 2004 година, меѓутоа во досегашната практика поради и мислам дека не се снајде најдобро самата судска практика. Можда требаше овде со повеќе едукација и со работа со судиите и јавните обвинители да се етаблира правната одговорност на кривичната одговорност на правните лица врз некои постабилни основи, така што мислам во тој дел ќе имаме значаен една подобрување на одредбите за одговорноста и паралелно со тоа во Законот за кривична постапка до прецизирање на одредбите за кривичната постапка против правните лица, која се води заедно со постапката против одговорно лице или дури која се води иако нема одговорност на правното лице, да речеме, правното лице, одговорното лице повеќе не постои, починало и слично на тоа. И во посебниот дел низа нови инкриминации, реков, во делот на примена имплементација на меѓународните конвенции во некои нови подрачја, како што е екосистемот, заштитата на екосистемот, биоетиката, односно биомедицината и некои други нови инкриминации, кои се компјутерскиот криминал. Сега доаѓаат сите овие дела, извршени на делата на омраза, извршени по пат на информатички системи. Тоа во дигиталната сфера, да речеме. Тоа станува исклучително важно прашање. Борбата против социјалните мрежи и така. Говорот на омраза, кој зема таков широк замав што сега практично ние станавме општество кое секој секого мрази во тоа општество. Во такви услови немате вие амбиент за братство. Братство беше голем збор внесен во Универзалната декларација за човековите права, но протеран и од нашето законодавство. Дури преведен на македонски јазик тој дел од декларацијата како заемно соработка, разбирање и слично. А Универзалната декларација пишува за остварување на слободите и права во духот на братството. Значи, се губи социјалната кохезија ако вие тие облици на ксенофобија, расизам и така натаму им дадете простор да живеат под име на слободата на изразување и слично. И затоа се донесени неколку меѓународни конвенции, како што е Конвенција за компјутерски криминал од 99-та година. Тоа ќе биде све вградено во новиот сите предлог тие. текст закон. Кога очекувате да го завршите, академик Камбовски? Па сега веќе завршната во текот на овој месец беше ставен на ЕНЕР, беа 3 години трае процесот на работа. Една најтесна групата се прошири на едно 40 членови, потоа се одржува, тој проект го поддржува ОПСЕ целото време, можам посебна благодарност да изразам за тоа, навистина голем придонес. Например, наредната недела има дводневна заедничка сесија со суди и јавни обвинители, по 10 пат да се испрочитаат одредбите, до последен момент да се стават забелешки, затоа што во кривичното законодавство мора све да биде прецизно одредено, зашто некој може да изгуби глава, условно да речем, за каква било грешка на законодавецот и, значи, ќе биде ставен на нивно мислење уште еднаш и јас се надевам дека пред летото да дојде во владина процедура и потоа да продолжи понатаму. Да продолжи во собранието на усвојување. Академик Камбовски, ние некако дојдовме до крајот на емисијата. Дали почувствувате дека за нешто, за некој дел од вашето работење сега во овој период, дека не ве прашав, а имате потреба да го кажете?
Па не знам, еве да речеме законот за кривична поставка кој се работи подолго време, исто така ќе има потреба да се забрза неговото усвојување на измените. Тој закон сега ќе бележи примената на тој закон 10 години, од примената 2013 година започна да се применува и во практиката покажа одредени слабости и недоследности, затоа што ние тогаш направивме еден крупен пресврт, ја воведовме обвинителската истрага, но не му дадовме на обвинителството доволно сила, капацитети, ефикасно да ја води и законито да ја води таа истрага. Обвинителството, да речеме сега, обвинителството остана со има помалку од 60-70 обвинители од колку што е потребно. Точно. Има потреба барем сите нема истражни центри да, кои ќе му помагаат во истрагите, да речеме. Видовме како неславно заврши обидот со специјалното јавно обвинителство, што се укажува на слабости на тој механизам, јавно обвинителски механизам кој мора да се закрепне ако се останува на овој концепт на обвинителска истрага, а истовремено да се зајакнат гаранциите пак што ги обезбедува судот од друга страна, кога ќе заврши истрагата, равноправност на странките. И таа слабост ја воочивме до сега, нееднаквата положба на странките. И затоа имате една абсурдна ситуација на 100% потврдување на сите обвиненија што ќе ги поднесат обвинителите и од нив на 99,9% потврдување на обвиненијата. Зашто се чудат и странците? Како тоа вие сте толку успешна земја, све што ќе обвините, се и осудувате. Зарем тоа и по некој математичка... Па потоа се појавува проблем дека не се доволно доказите, нели, кога ќе дојде ред читањето на таа доказна постапка. Потоа околу спогодување за вината, кој помогна да се решат некои тешки случаи, но со одредени слабости кои не може така спогодување на вината за ајде дај нека плати некаков износ па да се спогодиме, не се работи за тоа дали тој ќе плати таков износ, туку правдата треба во делот на стореното дело спогодување, но во однос на приходи, приноси, тука нема спогодување. Се одзема се што е остварено со кривична. Зборот вие има такви повеќе работи поради кои тој закон треба по процедурата и што побрзо да влезе во процедура. Академик Камбовски, благодарам што споделивте со Телевизија 24 во емисијата Аргумент за се она што работите и вашите ставови околу македонско-бугарските односи и нели престојните перспективи околу усвојувањето на уставните измени. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, тука завршуваме со емисијата Аргумент плюс за денеска. Довидување.